Право на плата за работувачка, нередовно исплаќање на прекувремена работа, неплатени придонеси, дискриминација при вработување, работа под закан и притисоци, непочитување на правото на пензијско и здравствено осигурување, непочитување на правото на годишен одмор и правото на синдикално здружување. Се само дел од правата на младите работници кои најчесто се кршат. Завршив правен факултет, но за жал не најдов работа според она што го учев. Работев се друго, само не бев правник. Почнав да работам во еден маркет за да соберам пари за да се дошколувам. Не сум пријавен и земам плата од 10.000 денари. Може би поголемиот дел нема да се согласи со мојот став, но како и останатите македонци кои бараат екзистенција за себе и за својата фамилија, и јас поднесов документи за бугарски пасош. Чекав скоро 2 години и го добив пасошот. Си заминувам со надеж за подобра иднина како за мене, така и за моите деца. Ни раскажа млад невработен штипјанец. Секој второ лице е неформално вработено, а дури 1/3 од младите во државата не се вклучени во никакви активности, образование, обуки и така натаму. Тоа е запрепастувачка бројка од 53.000 млади луѓе кои никој не знае што прават, бидејќи немаат никаков однос, ниту се вработени, ниту невработени, ги нема во системот. Младите во земјата кои немаат работа се соочуваат со долги периоди за барање на вработување. Учество на невработените млади лица на возраст од 15 до 29 години кои бараат работа повеќе од 1 година изнесува 34,2% од вкупниот број на долгорочно невработени лица, објави Државниот завод за статистика. Околу 10% од вработените во Македонија работат само со устен договор или без никаков конкретен договор, додека 25% од невработените се подготвени да работат без договор. За подсетување, мерката младинска гаранција значи во одреден период државата да дефинира директно пари за бруто плата за млади луѓе кои завршиле образование и се подготвени да се обучуваат или трајно да се вработат. За бизнис заедницата тоа ќе значи бесплатно подготвување кадар, обучување на претходно теоретски подготвените млади луѓе со намера, ако навистина вредат да добијат трајно вработување и да биде искористен нивниот потенцијал, кажа од владата при соопштувањето на овој сет мерки минатата година.